Секој втор млад човек сака да си замине од државава. 58% од младите би се иселиле, а 64,8% се незадоволни од своето место во земјава, покажуваат податоците на Фондацијата за демократија на Вестминстер. Ова не е само поради економски причини кои се на прво место, туку и поради тоа што младите луѓе не веруваат во системот и бараат подобро место за живот. Младите се фрустрирани од политичката ситуација, 36% се едното и другото. И генерално тука се појавуваат и неколку други причини и работи кои што им се важни на младите. Една од нив е животната средина, воздухот, квалитетот на животот кој што тука го има, така што тоа се причините кои што нив ги тераат за да отидат надвор од земјата, и плюс тука е и можноста за образование. Нема голема верба во системот и нема желба за да се направи нешто добро за да се смени системот. Земјава веќе 2 години нема стратегија за спречување на одливот на квалитетни кадри за која е задолжена Министерството за образование и наука, а и додека ја имало, не била приоритет. Треба да имаме официјални податоци колку млади се одселиле од земјата и колку млади не живеат. Нашата мрежа направи мониторинг на тоа колку стратегијата беше спроведена во пракса и само 11% од стратегијата е спроведена, што покажува дека навистина не била ниту приоритет на МОН, ниту приоритет на институциите оцелувањето на младите. Така што многу е битно и итно е да се направи нова стратегија. Сепак, иако на сите им е јасно дека е потребно да се промени целото општество за да се спречи трендот на иселување, дел од експертските мислења сметаат дека ќе имало позитивен ефект. За аналитичарот Алберт Муслиу, иселувањето ќе ја зголемело цената на трудот и ќе ги вратело младите дома. Во меѓувреме, помалите градови во државава остануваат празни. Само од Кичево, во февруари и март до сега, се пријавиле над 800 лица во германската амбасада.